Добро вечер, почитувани гледачи. На градскиот стадион во Скопје денеска се одржа и финалето на младинските екипи, како и во големото финале на сениорските игра екипите на Пелистер и на Силекс. Околу 2 до 3.000 гледачи присуствуваа на овој финален надпревар. На добар терен, одличен терен за игра, сончево, а за екипата на Пелистер настапија следните 11 мина. Со број 1 Трајчевски, број 2 Митревски, 3 Стоилковиќ, 4 Момировски, 5 Трајчевски, 6 Ѓуровски, 7 Бебековски, 8 Делов, 9 Христов, 10 Штериовски и 11 Момировски. Тренер на екипата е Сашо Илиевски. За екипата на Силекс со број 1 Димитровски, со број 2 Атанасов, со број 3 Лазаровски, број 4 Димитриевски, 5 Јанковски, 6 Петров, 7 Сентов, 8 Ецковски, 9 Коњановски, капитен на екипата, 10 Стаменов и 11 Ковачевски, тренер на екипата Момчило Митевски. Денешниот надпревар го водеа Крсте Даниловски од Скопје, му помагаа Бранко Мануеловски од Тетово и Сашо Лазаревски од Куманово. Делегат на надпреварот беше Темелко Ордановски од Скопје. Значи, како и во големото финале, помеѓу сениорските екипи и младинските екипи на Пелистер и на Силекс играа во ова финале. Инаку да подсетиме дека младинската екипа на Пелистер играше и во минатогодишниот финален надпревар, меѓутоа тогаш немаше среќа, не успеа да го освои овој вреден пехар. Беше совладана од младинската екипа на Беласица, беа постигнати дури 8 голови на тој надпревар, 5:3 славеа победа фудбалерите на Беласица. Значи, веќе и нареднава оваа година фудбалерите на Пелистер имаат можност да го освојат овој вреден трофеј. Инаку и важеа за фаворити во овој надпревар младинските фудбалери на Пелистер, кои на патот до ова финале го совладаа Новаци, па Преспа и Охрид, а во полуфиналето ја совлада екипата на Прегалница од Штип, а ова е веќе 7-та минута, кога со овој гол на Игор Момировски гостите од Битола дојдоа во водство од 1:0. Го гледаме неговиот гол и од забавена снимка. Искористи една невнимателност на одбраната на Силекс и со убав удар го совлада голманот на Силекс Димитриевски. Значи, мошне рано, уште по 7 минути, фудбалерите на Пелистер дојдоа во водство од 1:0. Реков на надпреварот присуствува мал број гледачи, само околу 2 до 3.000. Мошне топло беше денеска на градскиот стадион. Можеби тоа беше причината за тој мал број на гледачи. Еден од ретките напади на фудбалерите од Кратово по левата страна. Продрес, играчот со број 7 Сентов, меѓутоа не упати корисен центаршут. Меѓутоа и натаму продолжува акцијата на Силекс. Одлично додавање, повторно до Сентов, е шанса за него, меѓутоа во последен момент стигнува еден од бранвените фудбалери на Пелистер и ја отстранува опасноста. Тоа беше во 11-та минута, значи прва посериозна шанса за фудбалерите на Силекс да го израмат резултатот. Меѓутоа, веднаш наспротивната казна следува казна. Ѓорги Христов, капитенот на екипата, одличен соло продор и го зголемува водството на Пелистер на 2:0. Го гледаме овој одличен негов продор и гол и од забавена снимка. Значи, неискористена шанса на екипата на Силекс и веднаш во противнапад Христов го зголемува водството на Пелистер на 2:0. Инаку Христов е капитен на екипата. Има и неколку настапи за сениорската екипа на Пелистер. Настапуваше и минатата година во финалето. Меѓутоа тогаш не успеа
да дојде до драгоцениот пехар. Уште една грешка на фудбалерите на Силекс, нова шанса. Игор Момировски, стрелецот на првиот гол, беше во ситуација да постигне гол со волеј удар, атрактивно се обиде, меѓутоа еден од фудбалерите на Силекс успеа во последен момент да спаси сигурен гол. Значи во почетните минути иницијатива на фудбалерите на Пелистер делува поорганизирано, поспремно, има и позрели шанси, постигна и 2 гола. Значи заслужено по само 20-тина, можеби нешто повеќе минути од првото полувреме, водеа со 2:0 со головите на Момировски и на Христов. Шпиц напаѓачите на екипата на Пелистер и натаму продолжуваат битолчани со напади кон голот на Димитриевски. Ретки беа ваквите можности кога фудбалерите на Силекс ја префрлуваат топката на половината на Пелистер. И само во неколку наврати имаше можност голманот на Пелистер Трајчевски да интервенира. Еве уште една шанса. Штериовски беше во ситуација, па Момировски се обиде, Игор Момировски со удар оддалечина, меѓутоа на вистинското место беше Димитриевски. Се играа последните минути од првото полувреме. Подобра игра на фудбалерите на Пелистер, која резултираше и со 2 гола во голот на Димитриевски, и со тој резултат заврши првото полувреме. Значи, по првите 40 минути младинците едно полувреме игра 40 минути. Пелистер водеше со 2:0 со головите на Момировски и Христов во 7-та и 14-та минута. И натаму, и на самиот почеток на второто полувреме, и натаму иницијатива на битолчани, иако фудбалерите на Силекс нешто ја подотворија играта, сигурно незадоволни од оние 2:0 во првото полувреме, со цел да се обидат да направат пресврт и да дојдат до евентуално израмнување. Меѓутоа одлично ја контролира топката, особено на средината на теренот, фудбалерите на Пелистер, и со опасните во нападот Христов и Момировски често го загрозува голот на Силекс. По десната страна еден слободен удар за Силекс, за Пелистер се извинувам, прекршок на околу 16 метри, полудесно. Ке го изведе Штериевски. Одличен, би се рекло, нити удар, нити центаршут, меѓутоа слабо реагираше голманот Димитриевски и на одбиената топка повторно Ѓорги Христов постигнува уште еден гол и го зголемува водството на својата екипа на 3:0. Заслужена радост на двократниот стрелец за Пелистер, капитенот Ѓорги Христов. Значи, на самиот почеток на второто полувреме, по 52 минути игра, Пелистерци постигна уште еден треп гол и го зголемија водството на 3:0. И веќе тука се насетуваше дека Пелистер ќе биде победник на годинашниот куп. На Македонија уште еден продор на нововлезениот Димитриевски и одличен, силен, прецизен удар. И тоа е веќе 4:0 за Пелистер, стрелец на четвртиот гол, нововлезениот играч Димитриевски, кој влезе во вторите 45 минути. Значи, по 55 минути игра 4:0 за Пелистер, убедливо, високо и заслужено водство. И на убав пат се наоѓаа фудбалерите на Пелистер пред освојување на овој драгоцен трофеј, купот на Македонија во фудбал за младенци. До крајот на надпреварот играта се одвиваше помеѓу двата 16-сетника. Немаше поголеми шанси за постигнување на гол.
Се рекло дека фудбалерите на Пелистер делуваа посигурно, позрело и физички беа поподготвени. Во секој план беа подобар противник на денешниот надпревар. Таа своја одлична игра курниса со 4 гола, иако Кратовчани до крајот има уште една шанса, тоа беше Зарев, да постигнат барем еден почесен гол, меѓутоа видовте голманот Трајчевски реагираше на време и сигурно одбрани овој негов удар. Инаку се беше подготвено на стадионот во Скопје за одигрување на оној голем финален меч што следуваше помеѓу сениорските екипи на Пелистер и на Силекс. Иако да се подсетиме на патот на овие две екипи до финалето, Силекс го совлада Тиквеш со 3:1, во второто коло беше Слободен, во третото коло во Кратово го совлада Металург со 3:1, а во полуфиналето во Кратово славеше победа 4:1 против Тетекс. Пелистер во првото коло во Новаци со службен резултат 3:0 го совлада Новаци, во второто коло во Битола го совлада Преспа со 3:0, во третото исто во Битола минимална победа против Охрид 1:0, а најнеизвестно беше во полуфиналето во Штип, каде што ја совлада Брегалница со 4:3 дури по изведувањето на пеналите. Во регуларните 90 минути надпреварот заврши 1:1. Значи, би се рекло потежок беше патот на Битолчани до ова финале, меѓутоа во финалето прикажаа одлична игра и со 4:0 го совлада Силекс. И тоа е самиот крај на надпреварот, заслужена радост на фудбалерите на Пелистер. Беа подобри во текот на сите 80 минути. Игра подобро, создава и повеќе шанси, постигна и 4 гола. Нивниот голман Трајчевски само на неколку пати интервенираше и тоа успешно. Гледаме комплетната екипа на Пелистер пред доделувањето на пехарот, кој на капитенот Христов му го доделува Ѓорѓи Атанасовски, подпредседателот на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Заслужена радост на овие млади фудбалери кои во вториот обид успеваа да го освојат купот на Македонија во фудбал. Минатата година не успеава против Беласица, загубила 5:3. Овој пат убедливо сигурно со високите 4:0 го совлада Силекс. Кратово да се подсетим уште еднаш на стрелците: Момировски во 7-та минута, Христов во 14-та и 52-та и Димитровски во 55-та минута. Ги сите 16 фудбалери и стручното раководство на Битолски. Пелистер, заслужена победа на младинските фудбалери на Пелистер, кои по завршувањето на надпреварот почне радости и ја поделија радоста и со навивачите. А сега да ги слушнеме и изјавите на капитените на двете екипи.